Од 1000 македонци регистрирани со ретки болести, 400 од нив се лекуваат. Македонија во оваа сфера по ништо не се разликува од останатите земји во регионот и Европа. Меѓутоа, тоа не е вкупната бројка, се разбира дека бројот е значително поголем. Да, каде сме ние како земја во Европа? Дали сме на горниот дел од листата, долниот дел за ретки болести? Па видете, мислам дека бројките се веројатно во согласно со тие светските, немаме ние некои податоци дека сме нешто повеќе или помалку од инциденцијата во светот. За колку ретки болести надлежните во државата ја обезбедуваат потребната терапија? Што се однесува до терапијата, во програмата на Министерство за здравство се набавуваат над 35 лекови, над 60 лекови кои се за околу 35 ретки болести во нашата земја. Колку ова го оптоварува домашниот буџет на едно семејство чии нејзин член е во костец со ретка болест? Па чини многу, бидејќи таа храна навистина е поскапа од обичната, може да кажам дека слободно производите чинат повеќе 3 до 5 пати повеќе од нормалната храна. Изнесените искуства од пациентите, но и родителите чии деца се со ретки болести, за студентот од медицинскиот факултет при Штипскиот универзитет Гоце Делчев е повеќе од искуство во нивната анатомична наобразба. За студентите ова представува уникатна прилика да се запознаат не само со диагностиката и терапијата на овие болести, туку и да продрат малку подлабоко во животот на луѓето кои што секојдневно се среќаваат со предизвици и ограничувања. Секој има своја борба, секој има своја приказна и сметам дека вака би допреле и до една поемоционална точка до студентите. Затоа, денеска и утре, во аулата на Економскиот факултет при УГД се одржува симпозиумот посветен за ретките болести, а во предвечерието на Светскиот ден кој го одбележуваат ретките болести.